Mi fališ kako solza na oko. Mi fališ do Bog. Barem pogreške da se javiš. U sve mi fališ, u sve mi fališ, u sve mi fališ, u sve mi fališ, ko žica na gitara, u sve mi fališ. Barem pogreške da se javiš. U sve mi fališ, u sve mi fališ, u sve mi fališ. Ajde na zdravje, deneska 14. februari, a 14. februari je Sveti Trifun. A inaku onije što ne zna da pijat go izmislija Sveti Valentajn. Ajde na zdravje, evo za to bogato meze. Djeni teška kalke, imaš krekari ovjeka. Danas site i za pijani i za ljubeni. Tako je. Nije službeno. Vaga se, ideme сега se vraćame u 1947. godina. 1947. godina, kraljicата Елизабета уж пак беше стара. Пронајден е транзисторот, фризбито и холограмот. Hologram Се појавува првиот мобилен телефон, пази, 47 мобилен. Тубелес гума прва, значи без внатрешно. Ти си имал тубелес? Степат, сега сите ми за тубелес. Како ти да немаш внатрешно? Ама тогаш да не си ја имал нова. Да, бе, 47 ево кралица да се мислиш. Пробиена е звучната бариера. Значи патување побрзо од звукот. Ферари почнува да прави спортски автомобили. Се основа службата ЦИА. Популарен филм е Чудото на 43-та улица. Која улица? 43-та, а нашата која беше? 23. Добро. Се објавува дневникот на Ана Франк. Хари Труман е председател на Америка. Хари Труман. Да, ето имаше Труманови јајца. Тогаш праќа 47 за после војната. Труманови јајца познати. Да, и Труманова доктрина беше тоа. А која смаке председател више, Трамп еднаш беше само. Еднаш, ама два пути импичмент му правил. Родени се! Опа! Ајде, Срке, роден ден, ајде, живели, Срке, роден ден, живели. Родени се Дейвид Боуи, Фара Фосет, Елтон Джон, Арнолд Шварценегер. Овие ми се познати роденина. Знаеш која е истава година? Кој? Марин Бабич. Така? Да, бе. Бада Марин Бабич, Гоце Николовски, Запо Запров, Сантана, Иги Поп, Шенка Колозова, Оливер Драгоевич и нашиот Благоја Чоревски Чоре. Кој? Благоја Чоревски Чоре. Уште ми фалиш со Александар и Дац. Добро вечер за Благоја Чоревски Чоре. Не Благоја, Благој Чоревски Чоре, затоа што мојот кум Петре Приличко ќе се лути, он ме крстил Благој. Благој. Затоа да си благ. Благ, да. Благовест. Од Благовест доаѓа тоа. Од Благовест. Да. Уште ми фалиш со Александар и Дац. Јас сум роден на Мегдан. Тогашен Тито Велес, сега Велес. Се уште постои во куќата каде што живее Чичкови, каде што живеат моите роднини. И едно 150-200 метри е црквата Свети Пантелеј. Јас сум тука роден со бабица, во наше време со бабици се пораѓавме.
И како дете летно време кога ќе отидев, додека беше уште жива баба Милена, една од најубавите слики кои што ги памтам е, бидејќи тоа е нели на возвишица вака, куќата, и се гледаше возот кој одеше на кај Битола, на кај Гевгелија, и навечер најмногу сакавме да го гледам. Точно знаевме во колку часот ја возот поминува. И бев пресреќен. Тоа е, можда и од тоа го сакам и театарот и филмот, зашто таа магија веројатно се пренесла. Уште ми фалиш со Александар и Дац. Значи, во Велес сум роден, 47, 9. Значи, по зодија сум девица, подзнак сум лав. А Битола, каде што ми поминала целата моја младост до одење на факултет. И 71 година, кога завршив факултетот, дојдов, се запослив се вработив во Драмски театар. И од 71 до ден денеска, кога го правиме ова интервју, јас сум во Скопје. О младости моја. Младост, лудост. Широк сокак би било миленото место, зашто тука можеш да застанеш и шетаат сите и можеш да видиш девојки, можеш да видиш пријатели и така натака. А иначе ми било омилено место школото одма Гоце Делчев било до куќата. Јас сум живеел на Београдска број 5 и Гоце Делчев беше 10 на метри школото. Се уште постои таму и одма до него е театарот. Така да тие омилени места ми биле. Младост, лудост. Не знам, кога се криев дека сум пропушил. И кога ме фати класниот, таква шлаканица сум изел. Немаше друго, собиравме пикавци, колку повеќе пикавци ќе му собереш, ќе му ги дадеш на главниот од малото, джепотрс, ја не знам дали сега тука се прави джепотрс. Ако ја оставиш раката во джепот и ако те видат джепотрс ќе ти каже и по автоматизам се што имаш во джепот треба да го дадеш. Младост, лудост. Да се носеа фризури, да ти истрижат за подолго да трае, за да не одиш на фризер. А ова е почесто, затоа што такви беа можностите, средствата, нели, мајка ми сама работеше актерка, големи платите, не се знаеш и ти. И одев во Битола, во хигиена, така се викаше, во центарот во Битола, сега е Краш, таму е продавницата, одма киното е тука, од Карши е театарот. И ќе отидеме таму, ќе му кажеме или на ПЦ, било кој беше, Менде, Методија, Менде во Битола е, ПЦ е од Петар. И ќе му кажеме, мајка ми рече вака да ме пострижиш, и тој ќе седне на брзина со тоа и ќе те испрати. Така да, не знам, фризури, после стигнаа Битолси, нели, и се правевме многу важни со подолга коса. Само јас имам многу кадрава коса и никако не можев да другиве беа со прави коси, одма личеа на Битолси. Јас не. Ти повеќе на рокер некој. На некој рокер, дека. Младост, лудост. Гардероба што ќе имаш, што дома има, што ќе купиш, тоа се носи, се пази. Ако се скине, ќе се закрпи од позади, за играње, за надвор, закрпено. Тоа е во рано детство. А после кога стана мангуп? Па после тоа купуваш винтијагичиња, некои по такви оддело, многу малку. Јас не сум носел оддела, откако дојдов во Скопје, кога станав директор на Драмски, морав, не можеш да одиш секако. И морав да купувам одела и сега имам многу одела дома, ми стојат, затоа што сум ослабен и не можам да ги облечам. Младост, лудост. Идоли ми беа сите актери, актерите најмногу ми беа идоли. Од пеачите ми беше Нина Спирова, нели. Јас сум театарско дете. Татко ми е еден од основачите на Македонскиот народен театар, Трајко Чорески. И кога отишол од Скопје во Битола, иначе брат ми е роден во Скопје. Јас сум живеел на Загребачка 12.
одма до дрвено мовче тука. Куќата ја имам на телефон сликата. Тоа е комплетно театарско семејство. Апсолутно. Татко ми, мајка ми играла во првата куклена представа, Силјан Штркот, Прличко ја режирал. Така да, апсолутно ми биле актерите, да ги спомнам од Битолски театар, значи Чичко Димче, Стефановски, Ацо Стефановски, Наилко, Ацо Стефановски, татко му, Баге, Димче Стефановски, Петар Стојковски, бабецот, Коста Джековски, Најана Поповска, татко и големи, апсолутно големи актери. А за на факултет ме спремаше Станко Стоилков. Он беше од Димитровград, ама живееше во Битола и беше актер таму. Mladost, ludost. Луди работи од секојаш сме правеле ние, и во малото, и таму со Диме, со Мето Јовановски бевме во иста класа, со Марин. Како не сме правеле, да сме испиле еден Опел рекорд по една вечер, сме го продале. Па така, беше, го имавме купено и го продадовме и ги испивме парите. Mladost, ludost. Иначе јас имам завршено земјоделска школа, да знаеш. Да, земјоделска среда, сточарски смер, стално жена ми ме чепка со тоа. Јас имам јас сум електротехничар, ја га струја. Ама тоа е друго е струја, ова се со крави, со стока. Mladost, ludost. Прва цигара, скришно, испушивме и тоаш ме фати Чичко Миле, суфлерот, Миле Јовановиќ, на Душко Јовановиќ од Битолски театар, татко му, ме фати и тој таков ќотек ни удри, а он пушеше. И ни кажуваше уште од тогаш дека е многу лошо да се пуши за глумец, заради гласот, заради тенот и така натака. Но ние си продолживме скришно. Колку време пушеш? А јас пушев до 80 година, на булки крешините ги оставив цигарите. Од 80-та не си запалил? Да, не сум запалил, од 90-та не сум се напил капка алкохол. Mladost, ludost. А се сеќавам кај Менде, прв пат кога не искарале за пиењето е на Благоја Марковски, на режисерот, брат му беше. И без да знаеме, ние седнати, тој имаше вино. Секоја година ставаше вино во бочвите, зашто имаше визба. И толку сме пиеле, што сабајлето, мајка му, тетка Живка, Бог да ја душа прости, не караше, сме му го испиле лекот на Баге, на Благоја, за бубрезите. Значи, по тие шишиња кои што сме ги пиеле, сме го испиле лекот. А не нас ни беше нешто нелогично, затоа што одевме многу во ВЦ. Ама ми се педека е од виното. Да, тоа е во тие млади, тоа потоа го памтам пијанството. Pauza! Еднославје значи среќа знај, дај насмевни се. Се што вреди носи љубовта, врати отвора. Ќе минат безброј дни, со нив јас
што доаѓа да нас здравиме. Црвени рози за вас, мадам, црвени рози за вас, мадам, црвени рози за вас, мадам, црвени рози за вас, мадам. Еден бакнеш или добар збор, јавен или сон, срце старост не ми признава, желба силна сме, на веки веков сме двајца заедно, на веки веков сме да нас здравиме. Црвени рози за вас, мадам, црвени рози за вас, мадам, црвени рози за вас, мадам, црвени рози за вас, мадам. Любов, младост, ах, любов, неженко. Ах, љубов. Како не ја паметам? Маре во Битола, ама ние тогаш немавме како сега хостели да влезеш во ова, ние тогаш нас не беше хостел или хотел, не беше паркот во Битола. Од читалиштето шеташ и ќе седнеш на некоја клупа, бараш некоја потемна клупа, да нема многу движење. Тоа не беше. Како не ја памтам, ја памтам. Ах, љубов. Немам појма, јас не сум баш многу голем удварач. Секоја, види, најголема грешка е на мажот ако мисли дека тој ја фаќа, односно ја има жената. Тоа е најголемата грешка на мажот. Јас мислам дека ме фаќале повеќе жените, односно сакале да бидат со мене, па и јас сум сакал да бидам со нив. Немам некоја во театар, да, сум глумел љубовници во представите, да, таму ја пишам зборот и многу полесно оди во театарот колку во животот. Ах, љубов. Па јас мислам да многу паѓа на театарот, на глумата, ќе ги однесеш, ќе седнеш во Битола во ложата, ќе седнеш, па тука ќе пуштиш раче, ако не те удри по рака. И тој амбиент, нели, магичноста на сцената, таму светлото се пали, додека има овдека светло, ништо не правиш, седиш многу мирен, нели. Ќе се изгаси светлото, тогаш си поблизок, поинтимен. Или што би рекле македонците, поинтивен. Па чекај, тоа го се правиш и у кино. У кино е ностоп. Да, у кино, ама требаше пари да имаш за у кино. Броени беа парите тамо. Требаше да имаш пари за у кино да влезеш. А овдека во театарот, бидејќи мајка ми работеше, татко ми работел таму, имав слободен влез и можеш да дојдеш со женска. Ах, љубов. Мислам дека тоа, ние мислевме дека е порно, нема врска. Секој бацување или малку градата, ако се покажеше на актерката, ние мислевме дека е порно. После Ванчо Петрушевски ни донесе во театар едно порно, на крајот видовме дека тие женските што беа и тие беа машки. Да.
Визор. Ретровизор. Ретровизор. Па тие партизански. Немаше тогаш многу. Да речеме, на Шолохов филмот Волга многу ни беше импозантен тој, затоа што нели ја влечат ухнем, го влечат бродот, чамецот. И тоа ни беше нестварно. Како е можно тоа да постои? А го гледаш тука. Уште ми фалиш со Александар и Дац. Ако одам во Битола, ќе прошетам по широк сокак, а на дембел чаршија кафе ќе се напијам. Младост милна ќе си спомнувам, а на дембел чаршија кафе ќе се напијам. Младост милна ќе си спомнувам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, неа не давам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, неа не давам. Ако одам во Битола, ке нарачам до 3 пајтона. Јас во еден ке се дам, други чалги ке свират, трети товар мерак ке носат. Јас во еден ке се дам, в други чалги ке свират, трети товар мерак ке носат. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, неа не давам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, Битола не давам. За Солуна, за Стамбола, Битола не давам. Kad se samo setim, al se nekad dobro jelo. Baš. Рецептите на баба. Од баба Мирвоза се сеќавам на мајка ми мајка. Тоа е шчипско јадење, зашто јас по мајка сум шчипјанец, а по татко сум велешенец. Правеше спанец со граф. Тоа многу малку го знаат по Македонија. Сакаш да ти го кажам рецептот, ќе го направиш ти дома, сигурно.
Значи се вари гравот, не се фрла водата, малку се бари, да речем, спанаќот и се става во тавче ред грав, ред спанаќ, ред грав, ред спанаќ, на крајот сакаш грав да биде од озгора или спанаќ. И тоа се става едно 15 минути во рерна, се направи, не си јадал поубаво јадење од тоа. Некој спој меѓу спанаќот и гравот. И најомилено јадење ми било од баба ми крадевме кромит. Јас и ден денес јадам кромит, ама сега една друга моја сопатничка, 44 години, Магдалена, не ми дозволува да јадам, затоа што мириса ни лук, ни тоа. Ние сме краделе како чисечка за ќофтиња, да речем, ќе украдиме со брат ми. Што на ум, то на друм. Народни изреки. Кој тресе зелени? Доларот. А кој си го бара со боренче? Со боренче си го бара непослушниот, веројатно. Попот, не знам. Клисарот. Кој го обра бостанот? Па јас како дете сме оделе да береме бостан, ама секоја сме го берувале бостанот стварно. Еден ќутек ни давале убав. А на кого му доаѓа јајцето на газот? Ако го кажам ова, ќе ни ја забранат емисијата. Што е на куково лето? Па секое лето е сега во оваа фаза, нели, каква е, кукова е. А кој игра пиперевка? Секој маж дома. А кој гуве како невеста? Пак мажот дома. А на кого му паднала седекирата во мет? Таа е само како поговорка. На никого не му паѓа секирата во мет. Што е од куче очи? Од што? Од куче очи. А ова прв пат го слушам. Добро. Што е на Господ Белјата? На Господ Белјата е кога јас на баба ми ќе ја украдев од кромитот. Мало куре вода не држи. Мало куре вода не држи, ова не сум го чул. Па веројатно не држи зашто е мало, не може. Бабулето, повеќе сум слушал за бабулето дека не држи вода. Брат за брат стирење за пари? О, тоа е супер за македонецот. Што е преку леп погач? Тоа значи кога ќе го смеси баба ти лебот, бидејќи го носевме по фурна, кога се враќаш назад, пола да го изедеш. И погачата ти е дома, се разбира, машата ти е погачата. За кого се вели газот не му држи? Па веројатно на тој што нема свој став. Лек за душа со Еврофарм. Чоре, многу ми беше мило што беше мој гостин. Ова е од Еврофарм. Еврофарм од другар ми, ова. Да, сега ти кажам што си добил. Многу благодарам. Имун Селект Доктор Волц представува иновативна комбинација на микронутриенти во кои се клучни имунактивните супстанции и антиоксидансите. Се употребуваат како поддршка на имуниот систем, кај луѓе кои страдаат од стрес, замор, исцрпеност, како и кај спортисти кои сакаат да го одржат својот имунолошки систем за време на зголемен физички напор. Простата Протек Доктор Волц за заштита на вашата простата. Во својот состав содржи биолошки природни состојки кои се избрани според строги медицински критериуми. Благодарам многу за подарокот. Сега бидејќи јас сум го играл Дедо Мраз како дете, еве Дедо Мраз ви донесе и на вас. Мерси. Скопски легенди. Данило Коцевски. Кога зборуваме за нашето Скопје, легендата Данило Коцевски знаеше да каже: во 1968 и 1969 година базенот на Кале беше главен скопски летен хит. Бидејќи базенот ја имаше највисоката скокалница или трамболина во градот, се појави и девизата дека најхрабрите скокаат од највисоко. Најпопуларниот скокач беше момчето од Саат Кула Маало, кога ќе се искачеше на највисоката трамболина. Капачите занемуваа. Тоа беше се за вечерва. Се гледаме повторно следната недела на исто место и во исто време. Уште ми фалиш. Ве сакаат Дац и Александар. Тоа жена ми ви е фан голем и она ќе ми рече ела дојди да ги видиш, па јас сум учествувал во една ваша песна.